Досега 51 лица од повредените во страшната трагедија во дискотеката Пулс во Кочани се испратени на лекување во странство. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски изрази благодарност за брзата реакција на колегите од регионот. До овој момент вкупно 51 македонски граѓани е испратен на лекување во следниве земји: 9 пациенти во Република Турција, 14 пациенти во Република Бугарија, 4 пациенти во Република Грција, 17 пациенти во Република Србија, 4 пациенти во Литванија транспортирани со авион обезбеден од страна на Романија, за сега 2 пациенти во Унгарија. Најави дека денеска ќе бидат испратени и 6 пациенти во Австрија, 4 во Словенија, 4 во Хрватска и уште 4 пациенти и во Норвешка и во Унгарија. За давање медицинска помош пак во земјава веќе се пристигнати медицински тим од Чешка, а во секој момент се очекува пристигнување на медицински тим од Израел и од Белград. Европската унија одговори на барањето на земјава за активирање на механизмот за цивилна заштита, од каде се очекува дополнителна помош. Immediately reacted and offered to evacuate patients with severe burns. 9 European countries, Croatia, Greece, Romania, Slovenia, Sweden, Lithuania, Luxembourg, Hungary and Norway, quickly stepped in with assistance, and more assistance may follow. Медицинските тимови во повеќе болници во Србија, Бугарија, Грција, Турција, Литванија, Унгарија прават се што е во нивна моќ овие млади лица да преживеат и да поминат со помалку последици. Информациите од здравствените установи во овие земји говорат дека нивната здравствена состојба е сериозна. Изгореници кои зафаќаат до 28% од површината на телото, симптоми на оштетување поради отровните гасови што се создаваат за време на пожарот. Некои имаат изгореници на горниот респираторен тракт поради вдишување топол воздух. Повредите се класифицирани како сериозни повреди опасни по животот. Во секоја земја каде се испратени пациентите, МНР има определено контакт лице кое е достапно 24 часа за родителите и пациентите. Контакт листата е објавена на страницата на Министерството. Муцунски рече дека ќе предложи на влада државата преку СОЗАР да ги покрие трошоците за пат и престој за членови на семејствата на македонските пациенти.